Интеграцијата на Македонија во Европската унија е од исклучителна важност и е врвен приоритет. Гледаме нов оптимизам и енергија кај владата за спроведување на потребните реформи во насока на придвижувањето на Македонија кон европското семејство. Ова го кажа шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини на 13-тиот состанок за стабилизација и асоциација која се одржа во Брисел. Тамо беше и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, а македонската делегација предводеа министерот за надворешни Димитров и вице-премиерот за европски прашања Османи. Могерини е охрабрена поради како што се вели позитивниот пристап во однос на решавањето на проблемот со името, а кажа дека е особено важно што Македонија и Бугарија самостојно решаваат за едно отворено прашање без никакво посредништво. Скопје се соочи со сериозна, длабока и долга криза изминатата година. Европската унија стоеше цврсто по крај вас во тој тежок период за земјата, обидувајќи се да го олесни политичкиот диалог за да се доведе до решение во согласно со уставот. Мило ни е што денеска гледаме нов почеток за земјата, нов оптимизам и силна посветеност што ни овозможуваат повторно да ја фокусираме целата енергија на реформите што им се потребни и што ги бараат граѓаните, како и на перспективите за интеграција во Европската унија, на земјата и на целиот регион. Мило ни е што денеска гледаме нов почеток за земјата, нов оптимизам и силна посветеност што ни овозможуваат повторно да ја фокусираме целата енергија. Хан пак го поздрави планот 369 и кажа дека е среќен што прибе повторно во земја и ќе ја советува владата. Тој не можеше да потврди дали Европската комисија ќе даде приодна оценка за земја уште ова есен, имајќи во предвид дека редовните извештаи за балканските земји се планирани за април. Пред владата стојат големи задачи и разговаравме за приоритетите и за тоа како да обезбедиме трајни и одржливи реформи. Во тој поглед ја поздравуваме намерата за соработка со сите учесници, вклучувајќи и опозицијата. Затоа е потребна конструктивна опозиција и затоа е важно да им се пристапи на сите на инклузивен и конструктивен начин, пред се поради напредок во ЕУ реформската агенда. Никола Димитров кажа дека новата влада влегува храбро и без предрасуди во разговорите за наменување на проблемите со соседите, секако мислејќи на проблемот со името и на тој со Бугарија. Ние сме цврсто решени ова втора шанса што ја добиваме како држава да ја искористиме и да направиме се да обезбедиме почеток на пристапните преговори со Унијата. Бујар Османи пак смета дека затварањето на отворените прашања со соседите и спроведувањето на потребните реформи ќе го забрзале влезот на земја во Европската унија. Три основни пораки кажав денеска во самиот совет дека државата ги прифаќа сите препораки на Европската комисија во однос на реформите, дека е време да испорачаме конкретни резултати и дека тие реформи ќе ги направиме во еден инклузивен, сеопфатен процес. Инаку Јоханес Хан искритикува новата влада за брзината со која што се менуваат директорите на јавните претпријатија, кажувајќи дека тоа не било во согласно со заложбите на владата.